Ветивте покачување од 15% само во првите 6 месеци откако ќе дојдете на власт. Тие 6 месеци изминаа на крајот на 2017. Тука е и комплетно новиот закон за здравствена заштита, на кој што се уште чекаат здравствените работници. Очигледно, 11 години ви требаа за да го направите преамбициозниот план за живот, но еве веќе трета година гледаме дека тој план бил нереален и невозможен за реализација, а со оглед на вашето темпо на работа, кое што никако да се забрза. Тоа што пред некој ден министерот Филипче промовираше пешачка аптека за пациентите од специјализираната болница во Лешок, е далеку од она што го имате во вашиот план за живот. И тоа што министерот Филипче започна агенда со посети по здравствените домови и болниците ширум државава, нема да доведе ниту до 100.000 денари плата за лекарите, ниту до подобри услуги за пациентите или подобри услови за работа на здравствените работници. Наместо пред некој ден да се фотографираше со вработените во здравствениот дом во Гостивар зад затворени врати, подобро ќе беше да се прошета по чекалните на Гостиварската болница или по болничките амбуланти и да прави средба и фотографии со незадоволните пациенти. И убаво ќе беше да се фотографира министерот во старата така наречена жолта зграда во кругот на болничкиот двор во Гостивар, во која што функционира Центарот за јавно здравје, како и голем број на општи лекари концесионери во здравствениот дом Гостивар. Таа зграда, само ако однадвор ја погледнете, личи на едно напуштено здание, а не на зграда во која што секојдневно се услужуваат и прегледуваат пациенти. Добро ќе биде токму неа да ја реновирате, но вашето ветување дека Гостиварскиот здравствен дом ќе се реновира е само уште едно од вашите футуристички најави. Само да издвоевте мал дел од сумата на тендерите склучени на брзина и со огромни износи, ние досега ќе имавме реновирано здравство. Со само мал дел од овие тендери, досега ќе имавме и капната гаража во склоп на клиничкиот центар. Патем веќе денес, пред неколку часа, по порталите излезе вест за подготовка на уште еден наместен тендер во најава, кој се однесува за околу 1300 болнички кревети и кој што е повторно така подготвен, што уште името на фирмата набавувач да стои на него. Затоа, наместо министерот секојдневно да фотографира, подобро ќе биде да седне со својот тим и да види што од досега ветеното е реализирано. Ништо, освен неговите тендери. Ние за жал имаме министер кој што цврсто ја држи позицијата, но ништо не е реализира од ветеното. Сезонското бришење на квоти на аптеките во туристичките места на Македонија не го решава реалниот проблем на останатите аптеки. Капитациониот бод за стоматолозите и општите лекари уште ви стои само во вашиот план, а надградбата на системот Мој термин е до никаде. Денешната измена на Законот за здравствена заштита е само мала корекција која што секако многу им значи на стотиците субспецијализанти во државава. Заради тоа и ние и ја предлагаме и ја поддржуваме. Но останува уште многу за реализација, а што е ветено уште за првите 6 месеци. Тие први 6 месеци, како што реков, истекоа во 2017. Наместо измена на Законот за здравствена заштита, мислам дека е трета по ред годинава, ние чекаме комплетно нов предлог на Закон за здравствена заштита. Наместо слики од тоалетите и мензата на едниот клинички, ние чекаме барем капна гаража во сегашниот клинички. А само за подсетување, во итните реформски приоритети на новата реформска влада во 2017, во делот на здравството, имавте наведено вкупно 11 приоритети. Дел од нив: целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници, покачување на основната плата на сите здравствени работници за 15% во првите 6 месеци, бесплатна специјализација за најдобрите 10 студенти во секоја генерација, укинување на економските директори и управните одбори во постоечките 27 универзитетски клиники, надградување на Мој термин кој веќе го споменав и така натаму. Морав да ве подсетам на сите овие ветувања, затоа што со измени на Законот за здравствена заштита на неколку наврати нема да ги реализирате вашите ветувања од планот за живот.
Бевте толку амбициозни, што направи приоритети и за првите 6 месеци откако ќе ја формирате владата. Како што кажав, ниту еден од нив досега не е реализиран. Правите само ситни чекорчиња во место, а ветувавте крупни и храбри чекори напред. Тендерите и скандалите станаа секојдневие во Министерството за здравство, а тоа што сега министерот Филипче тргна во фотосесии низ градовите на Македонија, повторно е показател дека ветеното било нереално и невозможно и е одолговлекување на неговата конечна реализација. Проблемите на субспециализантите денес се решаваат, но остануваат уште многу и уште поголеми проблеми за решавање во здравството. Со овој ритам досега, ниту еден од горливите проблеми во здравството нема да се решат. Метлата на Заев го поштеди Филипче во јуни, но тоа не значи дека Филипче е поштеден од реализација на ветеното. Филипче остана министер, но остана и нереализираните ветувања во неговото министерство. ВМРО, ДПМН и јавноста пак остануваат да ги следат сите обиди за реформи на оваа влада, но не знам дали и конечно ќе ги дочекаме ветените реформи. Обидувајќи се да придобиете што повеќе гласови, ветивте и реформски приоритети. Очигледно е дека после 2 полни години јавноста не ги виде. Ниту итните, ниту било какви други реформи во здравството. Затоа апелирам министерот Филипче да биде доблесен и да си поднесе оставка, зашто само така ќе докаже дека се грижи за здравството во Македонија. Времето на неговото че одамна е поминато. Сега, а не знам кога, е време Филипче да отвори катна гаража во кругот на клинички, да објави покачување на капитациониот бод за општите лекари и стоматолозите, а не да се фотографира и по не знам кој пат да објавува дека че реновира и че направи. Досега требаше веќе многу работи да бидат направени од негова страна. Времето на ветувања и замолници за трпение помина. Време е Филипче да си поднесе оставка и да го спаси конечно здравството на Македонија. Ви благодарам.